ова издание, представници на европските институции денес во Скопје. На есен ќе има датум за преговори со ЕУ. Како преспанскиот договор се одрази врз бизнисмените и трговијата со Солун. Мигрантите во САД куртулија од депортација. Трамп ја одложи акцијата за 2 недели. Повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД ја одложи депортацијата на нелегалните мигранти за 2 недели. Демократите ја поздравија одлуката и повикаа на суштински имиграциони промени. Председателот на САД Доналд Трамп рече дека ќе им даде на демократите последна шанса да ги променат законите за азил и имиграција пред да почне со депортација на недокументираните мигранти. Според првичните најави на председателот, депортацијата требаше да почне вчера во поголемите американски градови, но тој наеднаш ја промени одлуката. Спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси во петокот го повика Трамп да се откаже од депортација и да покаже милост кон овие лица, исто како што направи со откажување на нападите врз иранските цели во обид да спаси 150 животи во Иран. САД ќе воведат нови санкции против Иран како на тамошен притисок со цел да се промени однесувањето на иранските власти. Државниот секретар Мајк Помпео ги објасни причините за санкциите вчера пред да замене за Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати, со цел да ги продолжи напорите на администрацијата за создавање на коалиција во борбата против Иран. Турската опозиција извојува голема победа во контроверзното прегласување на изборите за градоначалник на Истанбул. Нивната победа е голем пораз за турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, чија партија го загуби Истанбул по 25 години на власт. Представници на европските институции денес во Скопје порачаа дека наесен ќе има датум за преговори со Европската унија. Владимир Мирчевски има повеќе. Унијата уверува во датум за преговори. Македонија предупредува што би значило ново одложување. Амбасадорите на земјите членки на ЕУ кои се дел од така наречената Вишеградска група од Скопје кажаа дека нема сомневање во постигнатото и дека тоа наесен ќе биде признаено. Земјава може да биде сигурна дека сите земји од Вишеградската група ќе гласаат за, како и што беше на минатиот состанок на Советот на Унијата, иако тогаш датумот не беше на агендата поради технички проблеми. Подготвени сме да помогнеме. Моја препорака е да се фокусирате на владење на правото. Се друго ќе се движи полесно и побрзо во зависност од административниот капацитет на земјата. Од Стокхолм пак шефот на дипломатијата Димитров со мрачна порака до Унијата ако наесен таа не испорача датум за Северна Македонија. I think if we have to have an 11th recommendation of the Commission, Мислам дека доколку наредната година треба да имаме 11-та препорака на Европската комисија за почеток на преговори, јас нема да можам да разговарам со моите сограѓани со сериозно лице и при тоа да им зборувам за ЕУ перспективата. Представниците на европските институции се обидуваат да го ублажат разочарувањето по одложувањето на одлуката за наесен. Септември или октомври се многу блиску, само едно лето до датумот за кој сум сигурен дека ќе го означи стартот на преговори. Уверен сум дека датумот за почеток на преговорите ќе биде одреден во септември или октомври. Проценката на дел од меѓународната заедница е дека наесен ќе има датум за Македонија, тврдење што го аргументираат со последната изјава на германската канцеларка Меркел дека ќе стори се што зависи од неа за во октомври да има позитивна одлука. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. А бизнисмените очекуваат преспанскиот договор да го отвори пристаништето во Солун за домашните компании. Мики Трајковски разговараше со некој од нив на оваа тема. Едноставно кој Европа да се отвори кон нашите производи во Македонија и во нашава компанија. Почна и побарувачката и заинтересираноста на европските компании кон нашиот производ да се зголемува повеќекратно. Ова се бенефитите кои македонските бизнисмени веќе ги чувствуваат од подпишувањето на преспанскиот договор. Павел Поповски, собственик на компанија за производство на челични производи, очекува дека договорот ќе отвори поголеми можности за користење на Солунското пристаниште како најидеално за македонската економија и бизнис поради близината и добрата патна инфраструктура која води дотаму. Тие веќе долги години преку Солун извезуваат производи во повеќе европски држави, затоа што превозот со брод вели е многу поевтин и побезбеден. Малку се скептици компании во претходниот период за користење на Солунското пристаниште, затоа што
извозот преку Грција одеше со многу долго чекање на граничниот премин. Со овој договор што го подпишаа двете влади, тоа ќе се многу убрзат и многу компании ќе се решат на тој превоз. И бизнисменот Мемет Джемиловски вели дека големината на ова пристаниште нуди добра перспектива за домашниот бизнис. И да увезуваме и да извезуваме преку Солунското пристаниште, ви реков, тоа е многу важно. Таму сме многу добро поврзани инфраструктурно со нив. И патна и железничка инфраструктура, и тоа е основа за не само за нас како компанија, за цела држава. Пристаништето во Солун е стратешки важно за земјава, бидејќи се користи особено за увоз на стока од Кина и другите прекоокеански држави, но долгорочно не е добро да се подпираме само на него, смета професорот по економија Анастас Ѓуровски. Тука имаме во регионот и други пристаништа, и ако во тој дел не можеме премногу работи да направиме, бидејќи треба да се направат значителни инвестиции кон автопатиштата, подобрување на патната инфраструктура кон овие држави, тоа нема да се случи веројатно на еден краток рок. Но одамна и од грчка страна дојде информацијата дека со договорот од Преспа се отвараат можности за соработка за пристаништето во Солун. Од бизнис секторот сметат дека во целост треба повторно да биде ставено во функција и железничкото поврзување со јужниот сосед. Од Охридска, гласот на Америка, Мики Трајковски. Јуни е месец за помош на бегалците. Еве како тоа се прави преку спорт во Вашингтон. Джун Со известува. Деца и возрастни од различни делови од Вашингтон дојдоа на фудбал кај локалното средно училиште. Меѓу нив Абдул Вахиди, чии семејство го напуштило Авганистан пред 2 години. Имаше војна, па 2 дена одевме, 2 дена не одевме на училиште. После татко ми реши да заминеме. Кога дојдов во земјава, почнав да играм фудбал, запознав нови другарчиња. Фудбалот ме прави среќен. Првиот ден за фудбал за бегалците го организираше групата Едно патување во соработка со други асоцијации. Едно патување е движење од Вашингтон што ја подкрива свеста за глобалната бегалска криза. Денеска имаме бегалци и локално население. Сите дојдоа заедно да играат фудбал. Целта е да ги издружиме луѓето и преку фудбалот да им покажеме колку се слични. Една од партнерските асоцијации е Живот и промена преку спорт. Основачката Серин Фрајат доведе 40 деца на бегалци. Фудбалот урива културолошки бариери, ги зближува луѓето, особено младите. Децата доаѓаат од различни средини, но кога топката е пред нив, таа им станува заеднички јазик. Не мора да се разбираат, но може да играат едни со други. Тоа е целта на овој ден. Мухамед Хашими го споделува истото чувство. Јас сум од Авганистан. Играњето фудбал ме прави среќен, многу е забавно. Исто е како да зборуваме едни со други, но на различен начин. Непрофитната организација Спортови од дистриктот и главниот фудбалски тим од Вашингтон DC United ги здружија силите за да им помогнат на децата и возрастните. Среќни сме што нашата маскота и нашиот играч се денеска овде. Им посакуваме добре дојде на бегалците во нашата заедница и во градот што го нарекуваме дом. Организаторите се задоволни од првиот собир. Им дојдоа 200 луѓе, се надеваат дека пријателствата што ги создадоа ќе продолжат со години. А вестите ги завршуваме со атмосфера од музеите во Вашингтон, кои викендов го прославуваа почетокот на летото. Анета Шијакова беше таму. Од мене толку, се гледаме утре повторно.